Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денеска тука ќе зборуваме за отворениот повик од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание до студентите од прв, втори, трет циклус студии за вклучување во активности на Алијансата на Европскиот универзитет Колорс за првиот изработен курс микроквалификација во Укло Колорс насловен научен модул и за учеството на Укло Колорс тимот на првиот климатон кој што се одржа во Битола. Останете заедно со нас на 90,8 да слушнете повеќе. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови сама ти. Лажеш ти, нека боли кога ќе ме повредат, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повредат, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежта, оставена, изгубена длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. По само една година организацијски и кокреацијски активизам, студентите во Укло Колорс бележат исклучително квалитетни ефекти. Нашите студенти на ниво на Алијансата се посочени како пример за одлични организатори, мотиватори и вредни креативци.
Со цел вклучување на што поголем број студенти во активностите на Колорс, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание на Универзитетот и оваа година ги покани сите заинтересирани да се приклучат во тимот на УКЛО Колорс. Повикот за учество веќе отворен, трае до 28 февруари. Повод за разговор со академската раководителка на УКЛО Колорс, професорката Рената Петревска-Нечковска. Врз основа на членството во Алијансата на Европските универзитети Колорс, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание на УКЛО го објавија повикот до студентите од прв, втори, трет циклус студии за вклучување во активности на Алијансата Колорс. Професорке, кажете ми, ова е веќе втор повик за студентите, како што кажавме на прв, втори, трет циклус на УКЛО, да се вклучат во се она што значи активност на Колорс. Минатата година за прв пат, меѓутоа извонредни студенти се пријавија и резултатите се веќе видливи. Точно така, да, еве и оваа година го отвараме повикот за студенти за да се вклучат во организацијскиот, реализацијскиот тим на Колорс, на УКЛО Колорс. И на вистина, ние како партнер бевме единствените кои што во целата алијанса отидовме со отворен повик за сите студенти и со листа на активности кои што можат да ги прават, со известен за некои активности надоме по сат, по сатница, не по работно време, и со специјална иновативна платформа, така наречена семафор или дешборд, во кој што сите студенти ги се ориентираат, ги земаат своите задачи, ги одработуваат, стапуваат во контакт со своите ментори и така се реализира оно што го кажавте на почетокот. Се покажа извонредни, проактивни, многу вредни и последниот, а најважен збор, многу креативни. За пофалба не само од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, мислам од тимот кој што е вклучен во Колорс, туку и од сите останати 8 универзитети членки на Алијанса. Точно така. Како што кажав, бројноста на нашите студенти си донесе и квалитет. Нормално во ваквите потфати, кога не е познато се, кога е експериментално, кога не се знаат доволно што ќе се прави и како ќе се прави, човек добива можност да биде учесник во градбата на нештата, она што го велиме кокреација. Тоа е ретка вештина која што дури и возрастните луѓе, односно професионалците од Македонија, имаат проблем да ја најдат во себе, бидејќи најчесто следиме упатства, следиме она што ќе ни биде кажано да се реализира. Во овој случај студентите се и во организација, и во реализација, и во управни тела на Алијансата, како кокреатори, градбен елемент. И мислам дека градејќи и таа вештина од оваа возраст, од млади интелектуалци, е исклучително значајно за нашата држава, бидејќи така ќе можат да го градат и она за својата иднина, она што е неопходно. Во рамките на Алијансата, сите партнерски универзитети имаат представници и во така наречен студентски форум, по 5 од секоја алијанса, кои што се директните репрезенти, представници од секој партнер, додека Колорс студенти се сите. 5.000, 20.000 на другиот универзитет, 30, 40, 10 и така натаму низ партнерите. Така, рековте и самата дека учествуваат студентите, но и академскиот и административниот кадар во се оно што значи активност на Колорс, но што е интересно и убаво и за поздравување што оно што студентите го работеа во изминатата година веќе е терк по кој што може да работат и студентите од останатите членки на Колорс. Точно така, од многуте работи што никнаа на плодната почва на УКЛО и тоа во состав кој што вие точно го кажавте, значи студенти, академски и стручен кадар, соработници и партнери од окружувањето, всушност се дизајнира, се создадоа нешта, со повеќе има примери, можам и да набројам некои, кои што ги направивме толку добри и толку квалитетни, иако ја носат нишката менторирани студентски изработки или студентски придонес кој што поминал низ филтерот на професор, стручен кадар за да биде како што треба и веќе
се македонско-англиски, веќе се доволно квалитетни и креативни за да и другите партнери ги следат нашите примери. Ке го спомнам студентскиот магазин, кој што е една неверојатна креација, ке ги спомнам материјалите кои што се произведуваат во рамките на иницијативата Colors Juniors, која што веќе ја подзедоа и други партнери и веќе го користат тој хештег и тој пристап. Ке ги спомнам од оригиналните изработки, сите нешта кои што ги прават студентите на нашите предмети низ целиот семестар, продуцираат постер, инфографик, видео. Ке ги спомнам оригиналните изработки што ги прават студентите на своите збиднувања, со аспирација да се покаже како дел од Colors, и сите нешта кои што ги направиле, а се барале од Алијансата. Значи, овие се нешта што се креирани, а не се побарани. Потребно е да се направи најдоброто од себе и се раѓа. Така да ги офаќаме и двете категории. Потребно, но и ново. И сега да се вратиме на повикот, веќе е објавен, трае до 28 февруари 2025. Што се ќе треба како услов да исполнуваат заинтересираните студенти? Значи, повикот е отворен и е важно да има извесен рок, затоа даваме најмалку 2 седмици. Веќе гледаме во базата на апликанти и има, и тоа од сите факултети. Тоа ни кажува дека всушност се прочу добриот глас на профилот на градење на Colors студент и оние кои што сакаат веќе се пријавија. Морам да кажам и за првиот пат имавме процес тоа не беше процес на селекција, беше процес на идентификација и компатибилност на различни профили на кандидираните студенти, на пријавените студенти со различните активности што се неопходни во Colors. Значи, повеќе фази се одвива и ги спроведува стручен кадар и административен кадар, и тие се беа неопходни за да може да ги насочиме студентите и да ги повикуваме на соодветните активности. И беа примени сите кои што кои што се пријавија. Истото ќе биде и овој пат, ние нема да исклучиме студент, меѓутоа ќе го насочиме, одговараш за во радио, одговараш за публикацијата, одговараш за организација на настани, менаџирање на нешто и креација и слично. Така да сега ги чекаме да се пријават. Нормално потребни се некои основни работи во смисла македонскиот стандарден јазик, познавање и говорно, нормално, кореспонденција, читање, пишување, англискиот јазик, основните алатки Microsoft Office и Google. Исто така, ако може, ако имаат некоја вештина во дизајнирање на слики, визуализации, веб дизајн, програмски јазици или желба да се учи, сегде е во заграда желба да се учи, и нормално алатките за тимска соработка, онлайн соработка, бидејќи скоро секаде некој е физички присутен, но другиот е многу далеку, а мора да се соработува и треба да се соработува. Ова се некои поопипливи работи. Меѓутоа, она клучно што го имаме и во нашата стратегија на УКЛ, што го имаме на секаде и го кажуваме на сите часови и на сите настани, она што го истакнуваме, а треба да го има секој студент, е проактивност, одговорност, желба за развој, работа и надоградба, и известна отвореност на умот и стабилност, да може да се подпреме на она мало големо што ќе го земе да го направи, и нормално секогаш отвореност за конструктивна критика, начин на справување со тоа, и тоа се учи низ соработката. Сега, она што и минатите години постојано го кажуваме кога се работи за ангажираноста на студентите, е дека за одредени активности нивни се добива и финансиски надомест. Да, тоа е интересно. Значи, за овој проект, всушност во буџетот вградивме ставка за студенти, која што ја поделивме на сатница, и студентите го добиваат тоа за сработено. Значи, во тој семафорот постои колку часа ти следат надомест за овој постер да го изработиш на толку и толку јазици. Студентите може тоа ќе го работат 2 дена, бидејќи учат низ процесот, се знае колку ќе можат да добијат од проектот надомест, и тоа се покажа многу интересно, бидејќи им доаѓа нешто како екстра приход кој што го заработиле со својот интелектуален труд, и ја почувствуваат всушност инспирацијата и мотивацијата и да се биде професионалец, бидејќи професионалец е некој кој што е платен за својот вложен труд, под услов тој да го изврши квалитетно.
Така да тој аспект е запазен и во некои други партнери од Алијансата нема можност да се плаќаат студенти, например во Германија. Некаде па мора да се полувработен или на некој специфичен начин и не може да се 30 или 40, мора да е еден или двајца. Така да ние имаме прекрасен модалитет, се надеваме ќе оди уште понатаму. И секогаш, она што ми е важно да го напоменам, ова се студенти влезени во организацијски тим. А Укло Колорс и Колорс е за сите студенти, за сите кадри. Така да таа дистинкција мора да се прави и да нема разлика, да нема бариера, бидејќи во првата година на Колорс имавме студенти кои волонтерски учествуваа во активностите, се покажаа на неверојатен добар начин, па сега ќе влезат и во организацијскиот тим ако аплицираат. Но пак од друга страна имаме правилник за вреднување на во наставните активности, точно, и во тој правилник има голема листа на работи кои што им се признати, дали како ЕКТС, дали кредити, значи дали со некакви сертификати. Сега имавме комисија за стипендии за извонредност во која што бодови се добиваат тие ангажмани без оглед дали се платени или волонтерски. Така што таа сестреност ја покриваме на многу начини и никој не губи, напротив, сите добиваат, да. Рековме дека крајниот рок за пријавување е 28 февруари 2025. Заинтересираните можат да аплицираат, веќе е објавено и на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Нека посетат страницата, нека разгледат што се од нив ќе се бара, што тие ќе можат да понудат и што следи потоа. И потоа, уште сега се листаме активности во семафорот за студенти, така да сите едве чекаат да има нешто ново и самите си се понудуваат, јас сакам, можам ова да го сработам. И ја ги чека листа на активности кои што се од убави по убави, од интересни по интересни. Тие се предизвикани со тоа, ги чека напредок преку вложување во себе заедно во тим. Ќе ги следиме активностите кои што и оваа година ќе бидат бројни, можеби и повеќе од она што како активности на Колорс ги имавме во минатата академска година, но за се што ќе се случува ќе информираме во Универзитетското радио УКЛФМ Битола. Ви благодарам за разговор. Драго ми беше и да, следнава година ќе биде исто како минатата, но со многу повеќе бројки на активности. Подсетуваме уште еднаш дека повикот е отворен до 28 февруари, а апликацијата за пријавување за интересираните студенти од прв, втори, трет циклус студии може да ја најдат на веб страницата на универзитетот uklo.edu.mk. Fustani i lažni naslavki, ulicite se preполни со некои чудни ликови, а ти наивна и искрена по овој полусвет. Мислиш ти те цвекиња во пупка кријат цвет. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела. Храбра си, но знај дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет кој не вреди ни пари пет. Ајде, ела, застани, не врти се во круг. Сите твои проблеми ги крои некој друг. Секој може секому стон да продаде. Дали поскапо и лефтино, тоа ништо вредно не, не. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика-така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела. Храбра си, но знај дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет кој не вреди ни пари пет.
kad taka, nemoj Ela, ne si pravi baka. Ela, Ela, duša vrela, mirisaš na radost cela. Hrabra si, no znaj, neka svet odne raj. Ela, Ela, rozo bela, se ušteti, ne si zrela za ovoj čuden svet koji ne vredi ni pari pet. Ela, Ela, duša vrela, se ušteti, ne si zrela za ovoj čuden svet koji ne vredi ni pari pet. Во денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло FM Битола ја донесуваме информацијата дека Укло Колорс го промовира своето првенче, менторирана студентска изработка, изникната во плодната почва на Укло Колорс. Станува збор за првиот курс микроквалификација во Укло Колорс, насловен научи модул, изработен од студентите Андреј Тошевски, Антонела Наумовска, Ангела Петрова и Марија Михајловска. Под менторство на професорката Наташа Табаковска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола и во соработка со академската раководителка на Укло Колорс, професорката Рената Петревска-Нечковска, курсот за учење на основните алатки и елементи во системот на електронско учење модул е ставен на располагање за поддршка на онлайн учењето и управување со образовните процеси. Курсот содржи 40 упатства за користење на платформата Укло Модул, наменети и за студенти и за професори, а воедно е достапен и за сите заинтересирани граѓани и соработници. Во изработката, преку кратки и јасни видеа, се нуди запознавање со основните функционалности на платформата. Клиповите се организирани во логичен редослед за полесно совладување на темите, а секоја секција нуди практични примери за подобро разбирање. Според изработувачите, курсот ќе помогне користењето на оваа платформа да се остварува на најдобар можен начин како во предавањата, така и за постигнување подобро учење. Професорката Наташа Табаковска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола посочува дека студентите покажале голема мотивираност и посветеност кон задачата, што според неа е јасно видливо преку нивниот напредок и креативноста во изработката на видеотуторијали за клучните функционалности на платформата Модул. Ова задоволство го споделува и академската раководителка на Укло Колорс, професорката Рената Петревска-Нечковска, затоа што студентите со професорите ментори се согласни дека научи модул е курс што ќе се унапредува и кон истиот може да се пристапува отворено без логирање како гостин, бидејќи е наменет и за поширокото граѓанство и соработници, а студентите и кадрите на Укло ќе може да се логираат со кликнување на Gmail копчето за логирање со својата uklo.edu.mk адреса. Сите автентицирани корисници на курсот ќе може да добијат и експериментални беџови за комплетираните активности со најава дека во иднина ќе бидат сведоци и соработници и во други новини. Во оваа прилика уште да најавиме дека изработувачите на научи модул ги очекуваме како гости во програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш без се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да
враќаш како бум-бум-бумеранг, бум-бум-бумеранг. И немам каде јас да побегнам, како бум-бум-бумеранг, бум-бум-бумеранг. И немам каде јас да побегнам, И немам каде јас да побегнам. Кон крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, уште информацијата дека колабораториумот за инклузивно општество за трасирање со искуства од прва рака на Укло Колорс учествуваше на првиот климатон во Битола, хакатон за борба против климатските промени, кој се одржа на 14 и 15 февруари на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола во организација на Центарот за развој на менаџери и предприемачи СЕДХАП од Скопје со поддршка на Фондацијата Отворено општество Западен Балкан и Општина Битола. Укло Колорс тимот ја оформи и представи својата идеја за Smart Citizen, паметен граѓанин, концепт чија цел е децата, младите и сите граѓани да ги тргне пред компјутерите и мобилните телефони и да ги мотивира да пешачат, со тоа да го намалат користењето на моторни возила, со што пак ќе се намали загадувањето на воздухот. Во таа насока и барањето до надлежните структури да се уредат патеките за движење на пешаците, на лицата со инвалидски колички, велосипедистите и родителите со бебешки колички низ целиот град. Како што посочуваат од Укло Колорс тимот, идејата произлегла од Roblox играта Dress to Impress. Благодарение на менторите на климатонот, истата доби физибилна форма и веќе се подготвува за следниот круг на активности за инкубација преку колабораториумот за фер транзиција на Укло Колорс оваа година. Идејата комплетно го следи основниот принцип на Колорс Алијансата, тројната транзиција, општествена, зелена и дигитална. Станува збор за општествени предизвици како пристапност, инклузија, квалитет на живот, совесност и свесност, кои би се адресирале со форма на социјално предпријатие каде што крајните корисници се граѓаните и општеството, а решението содржи зелени и дигитални елементи. Почитувајќи го вториот основен принцип на Алијансата Колорс, вклученост на различни стейкхолдери, Укло Колорс тимот го сочинува студенти од сите 3 циклуси студии, потоа асоцирани партнери, професори и стручен кадар на универзитетот и јуниор соработници од основни училишта. Тука се Симона Јовеска, магистрант на Укло и советник за социјални услуги за ранливи групи во општина Битола, асоциран партнер на Укло Колорс, потоа Петар Митревски, студент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола, Борис Гушевски, студент на Техничкиот факултет, Илија Василевски, студент на Правниот факултет на Укло, Нојла Нечковска, Колор јуниор, ученичка во Општинското основно училиште Елпида Караманди Битола и наководителка на емисијата Слушнете на Укло ФМ Битола, Здравка Мирчевска од ректоратот на Укло и професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски раководител на Укло Колорс. На настанот менторираше и професор доктор Наташа Табаковска од ФИКТ, која воедно е вклучена во работата на студентскиот центар за предприемништво на Укло Колорс. Во рамките на презентацијата на решението, иницијаторката на Колорс Junior Ноела Нечковска го изработи логото и промотивното видео за Smart Citizen. Инаку во целокупната работа на колабораториумот за инклузивно општество од прва рака се настојуваше да постои фактичка инклузија на лица без и со физичка попреченост.
И покрај сите напори на организаторите и домаќините за пристапност на настанот што се одржуваше 2 дена на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, сепак не постоја услови за физичка пристапност на лице со инвалидска количка. Поучесничката мораше да биде присутна само онлайн. Тоа беше голем предизвик за сите нас, но и задоволство од взаемната кокреација, велат членовите на Укло Колорс тимот, учесници на климатонот, и повикуваат пристапноста до своите капацитети, единиците на Укло да ја унапредат до ниво на фактичка функционалност. Само така ќе ги негуваме и унапредуваме потенцијалите на нашите студенти и соработници, кои се многу повеќе од гласот од компјутерот, вели Симона Јовеска, дел од Укло Колорс тимот. Што го чува во тишина паѓа и таква почит не се раѓа. Ниво замисла во мене стои се што кажа, значат ама веќе не се важа. Тежак во твој универзум, да сум само безум, правам хаос, сум луда, чувства сами се будат. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам. Во твој универзум, да сум само безум, правам хаос, сум луда, чувства сами се будат. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам. Чувства патам, со секој потек повеќе се давам, за излез да најдам. Во твој универзум, да сум само безум, правам хаос, сум луда, чувства сами се будат. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам. Во твој универзум, да сум само безум, правам хаос, сум луда, чувства сами се будат. Не сакам да се смирам, срцево само сака на сила. Се недам кога ќе те видам, немам заслуга за да те имам. Почитувани, тука го завршуваме ово издание на емисијата за Универзитетот Отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Светли
ФМ Битола, февруари 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk